Замрзнатите цени на левот се за заштита на граѓаните, истакна министерот за земјоделство Љупче Николовски, откако вчера со одлука на владата цената на левот е фиксирана на максимум 33 денари. Не може едни мерки да се носат за да некој се богати, а за некој да осиромашува. Владата е на граѓаните и за граѓаните, затоа сметам дека одлуката беше донесена на база на сите информации. Граѓаните мора да се заштитат, особено станува збор за само два продукти кои што ги произведуваат пекарниците, сите овие компании од овој сектор, во време кога е намалена цената на електричната енергија, во време кога е намалена цената на брашното. Во оваа насока Николовски потенцираше дека министерството со кое тој раководи во изминатив период работеше на креирање и спроведување на мерки за поддршка на производството. План за производство на храна во 2022 година во март донесен со интервентните мерки каде што ги поддржавме директно 10.000 земјоделци кои што со своите фискални сметки набавуваа субвенционирано вештачко ѓубриво, единствени како земја во регионот кој што ведовме оваа мерка и составањето во функција на сето слободно земјиште за приоритетните и битни култури, меѓу кои што пченица, сончоглед, јачмен, пченка и така натаму. Податоците покажуваат дека ќе имаме близу 77.000 хектари пченица оваа година. Тоа значи зголемување за повеќе од 1000 хектари од минатата година само во делот на пченица. Николовски изјави дека и покрај сите превземени активности цените на основните прехранбени производи минимално или воопшто не се намалија, што резултираше со замрзнување на цената на левот и укинување на субвенционираната струја.